Фитнес Ивица, не можам мислам да бидам со негова фотографија, бидејќи тоа е мислам дека една од најголемите наши, ќе се изразам, вистински фитнес зверки што се вели и некако потик и мотивација за многуми, но нас тоа може да се забележи долги години веќе на неговите социјални алатки или платформи на кои што делува и секако сака да ја пренесе всушност својата приказна блиска конекција со своите клиенти и јас би рекол ученици на неговиот добра програма и тие фитнес бодибилдинг инструкции во корелација со добри нутриционистички совети. Оваа сезона не ни бегаш повторно. Ивица Јане во нашето студио. Добро утро. Добро најдов и добро утро. Во една поинаква атмосфера, меѓутоа тоа е амбиентот на нашето студио на Телма телевизија. Ќе се прилагодиме во сите услови. Мораме тоа да го правиме. Ќе се прилагодиме во сите услови. Тоа е добриот момент и се надевам дека следен пат ќе се прилагодиме добри во кујната, бидејќи знам дека знаеш да подготвиш добри оброци со твојата сопруга Елена. Во таа насока имаме напишана една цела книга со над 150 рецепти што ова не си ми го открил никогаш. Епа, има тајни што не ги откриваме. Треба да ги откриеме сега. И тоа уште не е објавено, секако има причина зашто не е објавено, но тие рецепти ги користам со моите клиенти во насока на воспоставување нови начини на подготовка на храна, бидејќи е малку да зачнеме една тема. Ние живееме во едно дел традиционално општество што сме наследиле традиционална исхрана од минатото од нашите, да речеме, баби, дедовци или предци, ама сега ние не ја променивме, а начинот на живот го променивме. Живееме брз живот, динамичен, немаме време за пешачење, не одиме на работа пешки, поретко возиме велосипед, цело време сме заглавени во кола. Во нашите домови одиме со лифтови по во зградите и така натаму. Значи тој дел го променивме, додека исхраната остана иста. Значи затоа сега јас имплементирав едни нови начини на подготовка на храна. Но едното без другото не оди. Не оди, не може. Не може да смениме една цела еволуција додека другата да ја негуваме или да ја оставиме исто. Значи мора да се смени, бидејќи тогаш во минатото храната била со друга намена. Тоа било помалку храна, повеќе калорично, да не држи цел ден, бидејќи луѓето работеле. Значи имале физичка активност и така натаму. Сето што доаѓа како бело пециво, што најчесто се употребува наутро, баш таа е целта. Високи калории со цел да те држи сит подолго време, за да можеш да работиш. Бурекот, илјадници калории. Еден бурек заминал цел ден. Исто како да ја слушам прекрасната Цвета Динева, која што е долги години исто така нутриционист, знае многу често да каже тоа исто што кој сподели ти утринава. Бурек, бели појцива, барем избегнете ги пекарите наутро и некако донесете си еден добар, здрав и избалансиран оброк. Не е ова антиреклама, едноставно, значи ние апсолутно калориите што ги добиваме од тој тип на храна не можеме, значи нормалниот човек не ги троши, а од друга страна вредностите што доаѓаат од таа храна се многу далеко од тоа што придонело за здрав живот. Или пак ниски калории кои што не се некако квалитетни. Не се ни тоа ниски калории, тоа се високи калории, а доколку земеме ниски калории, битно е што има во содржината на тие нутритенти. За да изградиме ние здрав живот или здраво тело, мускулатура или што ни е потребно, не можеме да го најдеме тоа во белото. Добро ви за да речеме кога сме кај квалитетните јаглени хидрати. Ние сме говореле многу емисии за нели како треба да избалансирана храна или оброк и како треба да правиме некогаш пауза помеѓу оброците и помеѓу таа пауза да направиме некогаш и мала закуска со некои можеби јаткасти плодови и слично. Меѓутоа кои да речеме се квалитетните јаглени хидрати кои што ти ги препорачаш најчесто на твоите клиенти, иако знам дека нели правиш секогаш се советуваш да направите крвна слика каква е во моментот за да може да се подобри нели понатаму со вежбањето и храната. Имаме една општа поделба на јаглени хидратите или ќе ги кажам брзи и бавни. Јас ќе ги поделам така. Брзи и бавни, значи брзите јаглени хидрати се тие што нашето тело ги прима подобро. Брзи разградливи и бавни разградливи, така? Да. Фала на тоа што да бидеме како на дебата. Мала шега. Едноставно јас не замислив дека треба да го кажам, тоа не е ни битно. Брзите јаглени хидрати се разлагаат побрзо во нашето тело и тоа нашето тело ги абсорбира побрзо, значи енергијата стигнува многу побрзо до нашето тело или за тоа што ни е потреба од една страна, додека од друга страна нашето тело троши помалку енергија за да ги, нели, или побрза дигестија имаме. Значи кој би биле тие? Секој, број еден би бил оризот, ќе ме прашат кој ориз? Било кој. Независно интегрален и бел ориз. Било кој ориз. Сега поделбата дали е бел, дали е кафен, дали е интегрален, дали не знам како има секаков, има милион видови. Тоа е веќе ситни детали што вие ако имате 30 кила вишок, тоа ви е релевантно на вас. Оризот број 1, потоа имаме
Јас би ја спомнал тиквата сега есенно време. Значи јас ја обожавам. Благиот компир, значи не потекнува од наше поднебие, но е супер. Потоа обичниот компир, киноата е супер извор. Има милион, може и од овошје секако, значи дали ќе биде тоа јаболка, дали круша, сезонско, зависи што е. Но сепак јас би одбрал овошје што е застапено во нашите простори. Подобро е тоа. Портокалот не е некогаш може би бил или во Јужна Македонија е, значи може би негови, да, така например. Ивица, ми велат од режа да го погледнеме прилогот, потоа ќе се вратиме кусо нели по видеото. Ова е прво твое официјално представување. Сега, да. Бидејќи ние снимивме неколку епизоди, мора да признам дека ова што ќе го погледнеме продолжение, бидејќи досега бевме малку универзално кажано смут или благи во овие утрински часови изминативе денови. Так. Ова што ќе го представиме малку поекстремно за веќе напредни вежбачи за твојата програма. Ова се само дел од вежбите кои што ти ги препорачуваш на твоите ученици и клиенти. По прилогот одлично спакувана, се надам дека ќе бидеш задоволен и ти. Ќе се вратиме на разговорот, уште малку чисто ќе најавиме само што е во моментот ново кај тебе кај твојата сопруга Елена и на каков начин можете комуницираат, па и ми да се договориме за нашето следно гостување. Уживете со Ивица Јанев. Самата мајчка покажува дека за сите што се чувствуваат како Супермен или се ниво над другите, мала шала, нели? Сите што се во некаква форма, сега ќе покажам неколку вежби, демонстративни или еден сплет на вежби што ќе може да го правите вие без разлика каде се со сопствено тело, при тоа да одите чекор понапред, да предизвикате поголем отвор користејќи го сопственото тело. Внимавајте, бидете пажливи да не дојде до некоја повреда, бидејќи се што е со поголем отпор, со појака интензитет, доколку не се спремни, не се соодветно загрејани, може да предизвика соодветен проблем. Може да направиме поделба на мускулни групи, само една иста мускулна група или сплет од повеќе вежби, што ќе нападнеме повеќе мускулни групи. Сето тоа има различна цел. Во овој случај ние што ќе демонстрираме или сплет од различни мускулни групи, нози, гради, стомак, тоа ќе има за цел додека едната мускулна група се работи, другата одмара, постоја се работи различна мускулна група и се така во редослед со цел едни да се одмарат, други да бидат активни, со тоа ние да не губиме многу од нашата сила, снага, но да трошиме повеќе калории. Додека едниот мускул работи, другиот одмара и обратно, со тоа ние целовремено сме активни, трошиме повеќе калории и добиваме повеќе на кондиција. Клучно е да бидеме исто така хидрирани, да ако правиме вежба позади вежба, значи соодветна пауза, да не дојде до претренираност од една страна, од друга страна, нели да внимаваме исто така и на формата. Градите се доста важна мускулна група која ги поврзува рамениците со телото, нели, гради, па рамо, па раци. Градите се битни исто така и во однос на грбот, бидејќи целокупната поддршка од напред делува на целокупната поддршка од позади и обратно. Со градите, особено кај мажите, се постигнува еден исправен и убав лик.
Стомакот или е најпопуларна мускулна групација, кај без разлика дали се мажите, дали се жените, најинтересна на изглед, доста значајна за нашето тело, бидејќи врз база на стомачните мускули функционира долниот дел на грбот или сите повреди што се на долниот дел на грбот се во зависност од која е мускулатурата на стомакот. Затоа многу ни е важен од здравствен аспект стомакот да биде јак и цврст, за да нема проблеми со грбот. Тоа е една ствар или една страна. Друга битна работа е тоа што повеќето типови на тело складираат масни наслаги околу стомакот. Сепак тука имаат врска хормоните присутни или отсутни хормони, врз база на кои хормони се присутни, складираме масти на различни делови на телото, дали е стомак, дали е раце, дали е задник, дали е нозе и така натаму, но стомакот пред се секогаш е нападнат од масите, особено кај мажите. Затоа доколку имаме јаки цврсти стомачни мускули, здравјето ќе биде подобро и воедно изгледот ќе биде многу поубав. Па ние како луѓе имаме предни екстремитети или рацете и задни или долни екстремитети или нозите. И двата екстремитети се доста битни, рацете се повеќе користени од наш луѓето, но при тоа ние не сметаме дека доволно ги користиме или тие се, да кажам, особено кај женска популација, доста слаби. Затоа кога ќе приметиме доста масни наслаги кај жените на рацете, а кај одредена групација на мажи доста слаби или тенки раци. Тоа е знак дека изоставува мускулатурата. Раците ни се битни бидејќи ние ги користиме при секојдневното наше живење, исто како и нозите што ни се битни што ги користиме при секојдневното наше живење. Ако ние се движиме секој ден по 10.000 стапки, не значи тоа дека имаме цврсти и јаки нозе. Бидејќи едно е движење, друго е мускулатура. Мускулатурата на рацете и на нозите е директно условена од соодветната физичка активација на мускулатурата. Значи, потребна е мускулна активација за да се изгради соодветна мускулатура на рацете и на нозите. Не мора вие да имате значително изразити мускули по раце и нозе за да имате добра, здрава мускулатура на рацете и на нозите. Но битно е соодветна физичка активност, вежби во делокругот на раце, во делокругот на нозе, за таа мускулатура да биде акцентирана за да ни подобре во нашето секојдневно живење. Дали тоа ќе биде да се спречиме од болки во колената, во зглобовите, дали тоа ќе биде рамото не боли при некоја соодветна активност и така натаму. Пример, да речеме, мајката го држи своето дете, после извесен временски период ја боле рамото, ја боле раката, доаѓа до преоптеретување на таа мускулатура. Како резултат на тоа, од држењето на тоа нејзино бебенце, потоа сноси соодветни последици. Зошто? Бидејќи била слаба таа мускулатура. Ке подсетиме. Утрово
подготвивме вежби за напредни вежбачи. Малку да се стимулираме за да ве потикне Ивица. Знам дека беа доста комплексни овие вежби, меѓутоа нели да видите само како е серија. Саше вели јас ова ако го сторам сега, мислам дека како велиш Саше? Во пензија треба да одам, ќе се пензионира. Нели мала шега на страна, Ивица многу често знае да каже дека возраста не игра никаква улога, дека генетиката да, тука е присутна, меѓутоа може сето тоа да се смени како циклус. Ќе ја поздравиме нашата фантастична дама од техничката монтажна служба во Телма телевизија, Фани Ѓошевска-Живковиќ, која што ги сработи овие видеа заедно со нас. Да. Се надам дека ќе ти се допаднат и ќе може да ги споделиш меѓу другото со нашите гледачи. Секако, значи јас премногу ги засака видеата, значи секоја чест не ни знаев што ќе излезе, ние само снимавме на. Знам дека дури мала нервоза не фати, мора да придам со Ивица, бидејќи беше 40 степени. Тоа се снимаше негде околу пред 2 месеци. Кога беа за жал нели актуелни пожарите низ Македонија и во светот. Меѓутоа се обидовме повторно тука некаде во спортскиот центар Јане Сандански, Ивица на тие 40 степени без никаква сенка што се вели да ги направи овие. 2 часа снимавме, сега ќе има да гледат гледачите. 2-3 часа снимавме и ете, убаво. Само да акцентирам нешто, значи како што кажа ти, овие вежби се за сите што сметаат дека со сопствено тело не можат да постигнат некој значителен прогрес. Со овој тип на вежби ова е само зачеток или само увертира што се може да се направи, додека додадеме нова малку ластик или малку текче, сето е до креативноста и до знаењето на самата личност што ја води. Може да направиме една експлозија каде што ќе активираме многу мускули. И уште еден апел, ова не е за сите што седите пред телевизор и гледате секој ден утринска доколку не вежбате, или сите што пешачите по 10 километри. Ова ќе ве стави да одмарате подолг временски период или ќе добиете големо запаление на мускулатурата. Парацетамол ќе биде неопходно. Парацетамол, магнезиум и така, аспирин и така натаму. Значи, ова е за advanced или за напредни вежбачи. Додека имаме понатаму ние видеа што ќе ги презентирате вие за почетници, за сите што сакаат да започнат и ќе имате еден мал почеток. Исто така да напоменам дека овие вежби исто така се индивидуализираат. Јасно. Без таа индивидуализација да се комбинираат, можеби. Да, вашиот успех нема да го видите. Значи доколку не се направи индивидуално, базирано на вашиот животен стил, како денот ви се одвива и така натаму, вие и доколку не го искомбинирате секако со здрава и искрена, вашиот прогрес нема да биде видлив. Мора да обрнете внимание на тој момент. Не може копи-пейст да правиме цело време кој што прави, како прави, со тоа да очекуваме ние дека ќе бидеме како него. Битна е вашата стартна положба и оттаму да тргнеме, да изградиме што најмногу ќе ви одговара вас или што најмногу на Марко или на господинот позади камерите и така натаму. Значи мора тоа да го склопиме. Најважно е, ставете или облечете ја Супермен мечката на себе. Мајндсетот, да, така да го промениме нели умот или таа творба која што имаме или понекогаш знаеме да подпаднеме под тие некои наши мали демони, сите ние ги имаме. Сите. Така што се надевам дека само ќе бидеш дел од оваа наша утринска приказна и јас ти ветив дека ќе се обидеме заедно со тебе и со другите амбасадори да донесеме здрави навики и верувам дека правиме некаква разлика во етерот. Ти велиш ако за оние кои што во моментот само седат пред телевизор и така натаму, а ќе ги активираме, еве на каков начин и ние како утринска Телма ќе влијаеме со вас за голем дел од граѓаните, како што тоа ти го правиш долги години. ИЦББФ на Инстаграм, Ивица Јанев, изгуглете на Google Search ќе ви даде дел за мене. Facebook исто така Ивица Јанев, ИЦББФ и така натаму, или ИЦББФ доаѓа од ИЦ, кратеница од моето име, Bodybuilding и фитнес или Bodybuilding Beauty and Fitness, бидејќи исто така покрај тоа што треба да изгледа убаво со телото и нели физикусот треба да биде за самодоверба добра. Да. Па тоа не сум го кажал, јас тоа го кажал Теодор Рузвелт, како што рекле, значи на тој прекрасен мозок. Добар цитат, да. Мозок треба и соодветно физичка активност. Да, добро е што го сподели Рузвелт. Само за крај, може да комуницираат, повторно правиш индивидуален избор на програма, се едно што ќе биде во корелација и добро адаптирано за секоја индивидуа поединечно. Така. Јас само работам на тој, јас работам единствено на тој принцип, на друг принцип не работам веќе 13 години. Изработувам индивидуални програми каде што врз база на животниот стил на човекот одредувам работи што треба или не треба да ги прави. Во таа насока правам еден цел елаборат од 50 на страни за личноста. Врз база на тој елаборат или таа програма тој почнува да работи, почнува да слуша, често знам да кажам, само ти слушај и остави на мене, друго ништо не треба да правиш. И тука имаме колку различни реакции од луѓето, некои буквално се како војници и слушаат,
или некои имаат 100 прашања, првен ги одговараме тие 100 Прашање, па потоа влегуваме во игра. Така, сваќаат дека се во сигурни раци и јас често пати знам да кажам доколку не ми веруваш, погледни што сум направил во последните 3-4 години. Има веќе 400 трансформации кои се јавно објавени. И се уште не објавени фотографии кои што чекаат да видат. И јадници, во континуитет понеделник среда се објавуваат трансформации веќе 3 години. Петок има некоја друга содржина, континуитет понеделник 4 години, разговорот, успехот на тековните клиенти за период од 7, 14, 21 ден или 28 ден, тоа е месец дена, значи тековно да гледаат, да се мотивираат, немате мотив. Отворете кај мене понеделник на Инстаграм, на моите на сториња ќе се мотивирате, ви гарантирам. Или немате мотив, пуштете утринска нателна, тука ќе биде Ивица тука ќе Јанев. бидам, така е. Ти благодарам за оваа сработка и што ја Благодарам. прифати поканата. Препоставам дека тоа е и заради нашето долгогодишно пријателство и она што ти веруваш на Телма телевизија и ние ти веруваме тебе на твоите насоки и правила. Прекрасно сум прифатен тука. Соработуваме веќе од мојот старт од кога се вратив од Америка. така беше. Значи почнеме да ме прифатливте, видовте квалитет кај мене, го презентиравме на луѓето, променивме многу животи. Во иднина ќе донесем и некој мој клиент во живо за да сподели и тој нешто. Ми го зеде прашањето, знам дека од режија доцнеме само уште една минута, тоа беше едно од моите главни прашања, бидејќи ќе се обидеме дел од твоите клиенти и ученици, така ќе ги наречам, бидејќи се сепак аматери ученици, вклучувајќи ми мене самиот. Јас сум ментор, тие го спроведуваат. Го спроведуваат и инкорпорираат во својата дневна рутина. Рековме дека можеби да направиме една конзистентност како некогаш бил да речам некој од твоите клиенти, како е во моментот, оној кој што ќе прифати на гостување за да ги стимулира нашите граѓани и да видиме тоа како ќе изгледа можеби до самиот крај на програмата. Како што напоменав, ќе направиме ние договор, јас ќе земам 1 или 5 клиенти, ќе ги започнеме денеска, ќе ги донесеме тука, ќе ги види јавноста. Може да ги стартуваме овие работи за некоја седмица? Ќе се договориме, за месец дена ќе дојдат повторно и потоа ќе дојдат пак повторно за месец дена и ќе видиме што сме направиле за 8 недели. Може и така, ќе биде интересно. А во некој од тие твои следни гостувања заедно со Елена ќе сготвиме нешто, ама и ќе направите еден утрински енергетски предизвик во студиото. Нема никаков проблем. Дали ќе бидат храна, дали од тренинг, тука сме. Секако е добро дојдено.